Нема инсулин и ленти во болничката аптека во Штипската клиничка болница, реагираат диабетичарите. Освен тоа, недостасуваат и останете медикаменти неопходни за нивната дневна терапија. Само што почнаме со инсулин, што колку толку да речеме доаѓаме до некое позитивно, веќе го нема инсулин. Ленти нема, инсулин нема. Што правиме? У почетокот лани цела година ленти немаме, оваа година исто. Па ние само еднашка ленти добиме, лани 9 месеца ленти не добиме. Инсулин има доволно, тврди денеска за телевизија Стар председателот на Сојузот на диабетичари Диме Велев, реагирајќи на зачестените информации од диабетичари за неговиот недостаток. Во принцип се е покриено со сите потребни инсулини, антидиабетна терапија. Само една промена овој месец, а тоа е на еден од инсулините на Санофи се укинува, тој се укинат од август месец, не се произведува и мора да се преместат пациентите што го користеа на нови терапии, односно на нов инсулин. Тоа вредува специјалистот, односно субспецијалистот, диабетолози, ендокринолози и тука треба да се врши дополнителна едукација од страна на докторите, на сестрите кои што се во диабетолошките амбуланти. Дали диабетичарите треба да се загрижени поради, како што најави Велев, за замената на одредени видови на инсулин? Не. Прво зашто не треба? Затоа што ние дефинитивно како држава и како пациенти во однос на инсулинската терапија сме покриени со најиновативната, најсовремената. Во секое преместување кај нас се работи за хормонска терапија и пациенти со подолг стаж, особено тип 1 ќе ви објаснат директно зборам од животно искуство, дека кога менувате инсулин, има период на адаптација на телото према новиот инсулин и може да се случат хипер инциденти. Меѓутоа брзо тоа се преместува, односно организмот го прифаќа, не го прифаќа во себе. Во случајов не се работи за промена на терапија многу голема во однос на молекули или не знам поштета на здравјето, напротив се работи само за замена. Значи до сега го имаше инсулинот 1 кој што го користеа, сега има друг инсулин кој што треба го примаат. Генериката е иста. Во однос на редовната набавка на инсулинот од Сојузот, велат дека со преодната влада не би требало да има проблем со соработката. Ние после ноември, кога се потпише нов договор за акционен план, имаме редовна комуникација со Министерството за здравство, затоа што се промени персоналот таму. Сега имаме човек, односно лице кој што е доктор на науки, кој што комуницира покрај политичкиот дел, комуницираме на неделно ниво со информации, со тоа што се запознаваме кој каде се реагира веднаш, се прави достапно се што треба. Се менуваат работите на подобро. Во меѓувреме, позитивни информации пристигнуваат и од болничката аптека од Штипската клиничка болница. Оттаму за телевизија Стар тврдат дека располагаат со доволни количини на секаков вид на терапија за диабетичарите, кои во Штип се 1700, а на ниво на држава 44.000.